Добро вечер. Земјоделството е прво на удар од климатските промени, но колку земјоделците се подготвени да се справат со состојбите? Експертите порачуваат дека тие ќе мора да го прилагодат производството на температурните промени, ќе мора да се прилагодат на култури кои трошат помалку вода. Податоците покажуваат дека во Кочани веќе се редуцираат површините на ориз. Од друга страна пак, веќе се внесуваат и нови култури, па во јужните делови има насади од маслинки. Изминатава недела пак имавме пад на температурите, а колку и како тоа влијаеше врз земјоделството го прашавме агрометеорологот Ангелко Ангелевски. Ваквите температури не очекувам да предизвика некакви штети кај овошките. Овошките се културите во момент кои се на некој начин најподложни на оштетување при вакви услови. Меѓутоа и ваквите температури, значи и нивната издржливост во вакви услови е поголема од оваа постигнатата. Додека кај земјоделските култури, односно есенските посеви, мислам дека нема никакви проблеми, ваквите температурни услови не причинуваат никакви проблеми. Сега нив во овој момент му требаат големи количества на врнежи, бидејќи големо количество на вода во почвата, бидејќи сега се наоѓаат во фаза на вретенење, кога потрошувачката на вода по единица површина е многу голема, односно сега се формира стеблото, се формира класот, оно што е основно за да добиеме еден солиден принос. Однос на следната недела, дали има зголемување на температурите или се очекува стабилизација, барем според она што го кажува синоптичарите, се очекува стабилизација на времето во наредниот период и со повисоки дневни температури, така да можноста од појава на ниските минимални температури во утринските часови се намалува, односно и воопшто идеја нема, така да се загрева атмосферата на некој начин, и што е добро во оваа ситуација, бидејќи сега во овој период покрај вода на овошките им требаат и повисоки температури за да се извршат сите овие оплодувања, опрашувања, за да имаме сепак едно добро и квалитетно производство. Дали има доволно влажност на почвата за да може да се очекува квалитетна пролетна сејба? Се уште не можеме да кажеме дека ние сме ја завршиле вегетацијата, односно имаме доволно влага. Влага, моје лично мислење дека се уште нема. Бидејќи ние имаме дефицит на влага на врнежи од текот на есента, во текот на целата зима и овој пролетен период, негде околу 150 литри на метар квадратен помалку врнежи од просечните. Така да ние влага во подлабоките слоеви немаме. Тоа се манифестира и преку ниското ниво на подземните води. Ние во подлабоките слоеви од почвата влага немаме. Во моментов не се манифестира целото тоа, овие врнежи ја надополнуваат површинската влага, во моментов ја користат културите ова површинска влага, меѓутоа во подоснежниот период, особено за овошките и виновата лоза, ќе дојде до израз овој недостаток на влага од подлабоките слоеви. Ова влага, недостатокот на вода и недостатокот на врнежи се манифестира и преку празните акумулации. Празните акумулации, скоро сите во Републиката нас не се полупразни, така да и тие ќе ја диктираат и пролетната сејдба. Ке мораат земјоделците да се преориентираат на култури кои трошат помалку количество на вода, бидејќи нема да имаме услови за наводнување. Доколку ваквите временски услови продолжат и неаме ние поголеми, пообилни врнежи, за да можат барем колку толку да ги приполнат акумулациите во овој период. Еве и во Кочанскиот регион, мислам дека на големо се редуцираат површините под ориз, бидејќи стварно нема да имаме доволно вода за да ја одржиме културата онака како што треба. Што практично, конкретно ќе значи и што ќе треба да се направи во вакви ситуации? Да се оди на култури кои изискуваат многу помалку вода, односно не е потребно наводнување. Сите култури кои бараат големи количества на вода да се избегнуваат во оваа ситуација. Мислам, ова зборуваме од аспект на оваа моментална состојба што немаме вода за наводнување. Бидејќи и подземните води, како извор за наводнување, и водотеците, самите, мислам дека имаат многу ниско ниво, така да целата една комплексна ситуација и со акумулациите, и со водотеците, и со подземните води. Значи, ќе морат да се преориентираат на култури кои бараат многу помалку вода. Имавме сушна зима, како тоа се одрази врз пченката и пченицата? Сушната зима најголемиот одраз го имаме на празните акумулации. Пченицата, значи оние мали количества на врнежи по 10 по 15 литри на метар квадратен ги задоволуваа потребите. И во овој момент есенската пченица и есенскиот јачмен изгледаат прекрасно.
Јас бев изминатава седмица, бев на терен, ја видов состојбата низ Републикава, мислам стварно во овој момент сега е сосема во ред. Меѓутоа, мислам дека ова влага ќе ја истера и ова сега фаза на вретенење, кога пред малку реков дека имаме голема потрошувачка на вода. Меѓутоа, нас ќе ни треба уште врнежи за на крајот, за се после оплодувањето и опрашувањето, кога ќе дојде фазата на исполнување на зрното, една од најклучните фази, би рекол, кај есенските посеви, за да имаме квалитетен принос. Каква пролет и лето не очекува? Се уште мислам дека е многу рано да се кажи, меѓутоа колку прогнозата е подолгорочна, толку е прогнозата со помала точност, така да барем нашата пракса е тука да имаме најдолги прогнози, некаде од 7 до 10 дена, кои во голема мера се исполнуваат, барем сведоци се на ваквата ситуација и целото граѓанство од Републиката. Колку климатските промени влијаат врз аграрот? Посакале или нечеле, ја сваќаме и ја прифаќаме состојбата со климатските промени во Републиката. Сведоци сме дека сортиментот на културите се менуваат и временските услови. Ова зима немавме снег или имавме еден период краток само со така пониски минимални температури, што во секој случај не мора да значи дека во наредниот период ние нема да имаме зими со снегови, меѓутоа сепак климатските промени се тука кај нас и повеќе или помалку сите ги чувствуваме на некој начин. И земјоделството, и културите, внесувањето на нови култури, ако се сеќавате дека ние маслинки немавме во Македонија, веќе сега во последниве неколку години во јужните делови веќе имаме и насади од маслинки, така да некако тие јужни култури кои беа за нас, јужни култури полека се повлекуваат. Да се инвестира во систем за наводнување капка по капка. Водата да се користи рационално, но и земјоделците да се едуцираат за трендовите, порачуваат експертите. Според професорот Борис Санакиев, крајно време е да се направи тим на стручни лица, кои ќе изготват стратегија што ќе даде точни прогнози со предвидување за тоа кои култури ќе страдаат и со што би требало да се заменат. Да го погледнеме разговорот. Климатските промени сериозно ќе се одржат на сите дејности, на целата активност на човештвото. Но земјоделството сигурно ќе има најголеми проблеми, затоа што е силно се уште е многу силно влијанието на надворешните, на природните услови врз земјоделското производство. Човек уште не конструирал методи со кои може да замени влијанието на временските услови. Особено сме ние изложени овде Медитеранот, според истражувањата кои ги финансираше Светска банка, се кажува дека Македонија е една од ретко ризичните земји во Медитеранскиот базен, затоа што влијанието на намалување на врнежите, зголемување на температурите, просните годишни температури, силно ќе се одржат, особено тамо кај што е влијание на медитеранската клима. Македонија има главно три климатски области. Тоа е медитеранската, континенталната и планинската или алпската. Најголем дел Македонија е изложена на медитеранската клима и тука ќе дојде до сериозно намалување на врнежите. Се смета дека врнежите 8% годишно ќе се намалат во следните 50 години, а врнежите ќе намалат за 1,8% за наредните 50, зашто во изминативе 50 само 0,2% се намалено инсталацијата на сонце, запросто температурите, односно температурите и врнежите во земјоделството е во корелација од нивната меѓусобни односи. Се претпоставува, се очекува дека тоа силно ќе се одрази на специфичните производства во Македонија, како што е јаболкото производство, грозјето, ќе има сигурно влијание на оризот со намалување на водите и така натаму. Затоа се неколку култури кои што се сериозно ќе бидат погодени. Затоа треба државата да се организира, да направи еден одбор со луѓе кои што се знаат, тоа се оглавном агрономите кои што знаат која култура што треба за развојот и кои култури во иднина треба да се
заменат со други култури што може да обстојуват на изменените климатски услови. Тоа би било, значи, нов пристап во селекцијата, нов пристап во системите на одгледување на културите, повеќе да се направи автохтони култури кои се со ова клима свикнати, исто така и на добитокот. Сигурно да намалувањето на приносите на фуражните култури ќе се одрази и на добитокот, на одгледувањето на добитокот, на измената на расни состави и така натаму. Има ли се уште време или може би треба што поскоро да се премине кон овие чекори? Промената на климата е неповратен процес. Тука нема веќе мислење дали ќе биде или нема да биде. Прашање е само со колку интензитет, за колку време ќе се одрази посериозно. Мислам дека е крајно време да се организира државата, да направи еден тим на стручњаци кои ќе работат на комплетно предвидување и на комплетна замена на култури кои ќе страдат сериозно од овие промени. Лани во Овчеполието паднаа само 102 литри вода и тоа во текот на 15 дена од годината. Овие параметри се карактеристични за полупустинска клима. Од засадените 1100 хектари пченица и јачмен се изгореа дури 70%. Што како професор препорачувате дека треба да се направи? Да се инвестира во системи за наводнување. Еден од основните фактори кои може да спаси жетвите, тоа е водата. Ние немаме проблем за сега со води. Ние имаме резерви на води и подземни и секако вид води имаме доволно, меѓутоа ние многу нерационално ги користиме. Системите во бившиот слај имавме изградени системи за преку 130.000 хектари наводнувана површина. Ние сега наводнуваме 30-40.000 хектари. Уништени се системите, уништена е локалната мрежа и така натаму. Значи, треба да се обноват сите системи, да се градат нови системи, да се инвестира во обезбедување на вода. Со најрационален може начин на користење на водата се има системи веќе најновите капка по капка и други прецизни системи кај што се многу рационално користи водата. Треба сите водни ресурси да се концентрират во еден систем, како што е во земји во пустинските земји, Израел да речеме. Имате концентрација на управување со водата од едно место, или државата управува, сите извори на вода се концентрирани и се знае каде, колку има, колку каде треба да се потроши. И ние мораме така да се однесуваме со водата, со водните ресурси. Тоа е една абсурдна ситуација. Преспа, тетовојве лежат на вода, а вода нема ниту за пиење, а уште помалку за... Затоа што ние во бивша Југославија почнавме од југословенски заеднички средства, југословенски Македонија како сушно подрачје добиваше неповратни кредити, се изградија прилично. Македонија имаше 22% од обработените порашти се наводнува. Во бивша Југославија имаше најголем процент на наводнување. На Балканот после Бугарија, Македонија имаше најголем процент на наводнувани површини. Меѓутоа, долги години ништо не е направено. Се уништи старото, ново не се подига. Мислим дека тука е една погрешна политика на државата беше по осамостојувањето на Македонија. Системот капка по капка е едно од решенијата кое што вие го... Капка по капка денеска веќе нема дискусии дека нема друг систем, не треба да се користи. Тоа е абсурд денеска да користи друг систем, освен капка по капка. Тоа не само што водата рационално се користи, туку и економичен е целиот систем е релативно поекономичен, поевтин од другите системи за наводнување. Домашните акумулации не може да ги задоволат потребите за намалување според некои проценки. Само 120.000 хектари се со можност за наводнување, а се наводенува само 1/5 од нив. И сега јас имам и тука некои проценки, ако се знае дека во земјава има околу 400.000 хектари земјоделско земјиште, тогаш не е тешко да се пресмета дека нема доволно акумулации што ќе го покријат сето ова земјиште. Македонија има околу 1 милион хектари земјоделско земјиште, 510.000 хектари се обработиво земјиште. Тоа земјиште на кое се сметат за наводнување, меѓутоа нема потреба целото да се наводнува. Во случај на таква промена на климатот, тоа е веќе друга ситуација можда за 30, 40, 50 години. Моментално нема потреба да се наводнува сите култури.
Ако ние изградените системи, што реков, над 130.000 хектари беа изградени, ви имате показател 120.000 хектари, тоа е тука. Значи, оспособени беа за наводнување. Тоа не ги одржаме. Акумулациите наши имат вода, ние имаме и природни езера, од кај што може да се црпи. Не е проблем за водата. И постојниот систем на градење на мали акумулации, што се веќе врши во Македонија, не е ситуација таква. Ситуацијата е таква да ние можеме да обезбедиме вода, но треба инвестирање во системите. Има ли штети врз сточарството овие климатски промени? Секако дека ќе има. Во овие услови наши и денеска тешко обстојуваат високопродуктивните раси од Западна Европа, кои што се развиле во други климатски услови. А особено кога се одрази промената овде, високи температури и малку влажност, уште полошо ќе биде за тие високопродуктивни раси. Затоа ние треба да одгледуваме, да настојаме да одгледуваме тие раси што се приспособуваат или се поблиску, да речеме австриските раси. Има две раси кои што во Македонија се лесно приспособуваат, не се толку продуктивни, но се многу поживотоспособни отколку што се високомлечните продукти. Ние мора да аутохтоните раси да ги гледаме, да ги одгледуваме, како што и аутохтоните домашни култури треба да ги обновуваме, да ги одгледуваме и да ги шириме. Тие се поотпорни во секој случај. Кои се конкретно кои ќе бидат на удар производи, односно земјоделските производи, и кои се оние кои што треба да се заменат? Некои истражувања најсилно ќе страдале јаболките, грозјето, други некои видови овошји, круши, ќе страда исто така пченката, тие што барат вода, воздушна влажност што барат култури, сојата, да речеме, тешко ќе се одгледува, пченката, тие што барат, шеќерната репа, тие што барат воздушна влага. За тие култури може да се заменат со културите кои што се во Македонија одгледувале во услови без наводнување. Житните култури, сем пченката и оризот. Оризот ќе биде сериозно погоден зашто се поставува прашање за намалување на количините на вода. Оризот, знаете, се на вода одгледува. И оризот е една од широките, големите пространства под ориз што ги имат Индија, Кина. Тие се една од главните извори на загадување на животната средина. Така да нашите оризишта не се дотамо важни за глобалните проблеми, но за наши проблеми се важни, зашто нема да има доволно вода. Водата во иднина, сметаме на 30, 40, 50 години натамо, треба сериозно да се размисли колку може оризот да биде корисен за потрошокот на водата, кој е 20-30% повеќе вода троши, да речеме, од пченка од луцерка. Луцерката исто така се поставува прашање сериозно колку може да обстои со намалени количини на наводнување и вода. За крај, кој е вашиот совет до земјоделците, освен замената? Прво, државата треба да се организира, треба да создаде едно тело, систем од повеќе, кај ќе учествуваат повеќе агрономи, да ги користи професорите од земјоделските факултети. Тие најмногу знаат за културите која што баре, која култура како може да се биде. Земјоделците да читат, да учат, да посетуваат семинари, курсеви, во секој случај да вода сметка дека ги очекува нивните поколенија, ако не ова семејство, овие што се сега производи, нивните поколенија сериозни проблеми ги очекуваат. А пред да продолжиме понатаму, да погледнеме реклами. FX Лидер ги анализира економските состојби во Велика Британија. ММФ ги зголеми очекувањата за раст на економијата на оваа земја и во 2014 година очекува да има раст од 2,9%. Следува анализата на Никола Димков. FX Лидер, партнери јуај по инвестимето сигурно. Përshëndetje. Tani do të bisedojmë me ekspertin senior të FX Lider Nikola Dimkov, lidhur me çmimin e naftës si dhe rritjen eventuale të vlerës së sterlinës britanike, që në masë të madhe kanë ndikim në ekonominë rajonale, por edhe globale. Zotri Dimkov, çmimi i naftës gjatë ditëve të fundit u rrit në nivel të konsiderueshëm. Përse po ndodh kjo rritje? Најпрво да ги поздравам сите гледачи на Алса телевизија. Пазарот на стоки и услуги со самото тоа и нафтата има огромно влијание на глобалната економија, но и на регионалната економија. Голема зависност на глобалната економија од сировата нафта во изминатиот период
ја направи оваа сировина многу битна, како не е најбитна во споредба со останатите стоки кои се тргува. Најголеми светски производувачи на нафта се Соединените Американски држави, Саудитска Арабија, Русија, додека најголеми потрошувачи на нафта се САД и Кина како најголеми економии во светот. Моментално околу 62% од вкупната глобални залихи на нафта и извори на нафта се наоѓаат во Блискиот Исток, кои се концентрирани во 5 земји: Саудитска Арабија, Ирак, Иран, Кувајт, Катар и Арапските Емирати. Како притисок за цената на нафта да се и последните случувања во Украина, бидејќи ова е директно поврзано со Русија, која е моментално најголем производувач на нафта. Од друга страна пак залихите во изминатата недела во САД беа зголемени, но залихите на бензин беа намалени, кои САД објави дека планира и да го намали производството на нафта во изминатиот период. Исто што една причина беше оној напад на либиски бунтовнички движења, кој во заложништво има неколку терминали за нафта, но тоа се среди за неколку дена. Ипак, најголемо влијание имаат залихите на нафта во Америка, бидејќи он е индикатор за колкава е потрошувачката на нафта во изминатиот период во најголемиот потрошувач на нафта. И бидејќи побарувачката за овој енерген се намалена, би требало цената да продолжи да паѓа. Зотри Димков, а мунта пресим форцимте стерлинас британике кундред валутавете тиера? Во последно време економијата во Велика Британија покажа многу добри резултати. Потврдени растот на GDP од 0,7% на квартално ниво, додека на годишно ниво остана стабилен од 2,7%. Инфлацијата во оваа земја имаше пад од 1,9% на 1,7%. И покрај многу добрите економски показатели на Банката на Англија, на последниот состанок одлучи да се задржи досегашната монетарна политика со референтни каматни стапки од 0,5% и програма за купување на обврзници од 375 милиарди фунти. Гувернерот на Банката на Англија, Марк Карни, потврди дека ако ова подобрување на економијата продолжи со овој тренд, би почнале да размислуваат за зголемување на каматни стапки или намалување на овој монетарен стимуланс кој моментално го имаат. Сепак неодамнешниот извештај покажа дека секторот на услуги, кој е доминантен сектор во британското стопанство, не ги исполни оние очекувања, што би можело да одложи оваа одлука на Банката на Англија за промена и затегнување на монетарната политика. Исто така ММФ ги зголеми своите очекувања за раст на економијата на Велика Британија, кои претходно беа прогнозиран раст за 2,5%, но сега ги промени тие во 2,9% за 2014 година. Британската фунта моментално се движи околу оној максимум, на оној највисоко ниво, значи во последните 4 недели во однос на доларот, а на ова подобрување најмногу покаже и влијанието од позитивниот резултат од фабричкото и индустријското производство, кој неодамна ги надмина очекувањата на економистите. Сите овие показатели даваат една целосна слика за британската економија дека е во континуиран раст и тоа со самото дава можност да продолжи растот на британската фунта. Të nderuar shikues, FX Leader kërkon që t'japi një shërbim sa më profesional për klientët e vet shqiptar. Në këtë mënyrë kemi hapur vende të reja pune për të gjithë ekonomistët të rinj entuziast, të cilët janë të gatshëm të punojnë në zyrat tona qendrore në Beograd. Nëse mendoni se jeni personat e duhur për këtë vend pune, ju lutem dërgoni një CV në emailin bashkangjitur dhe ne do të kontaktojmë për detajet. Faleminderit për vëmendjen. FX Leader, partneri juaj për investime të sigurta. Ви благодарам на вниманието. Јас сум Наташа Стојановска. Вие гледавте Економски магазин. Останете со Алсат, следуваат вести.